Токму на оваа тема разговараме на Ридниве минути со нашиот гостин кој што веќе пристигна во студиото 3 на Македонската телевизија. Интернет измамите се почести, но се потешко препознатливи и сложени. 2024-та не е исклучок по бројот на злоупотребени граѓани онлайн. Измамите се вешто обмислени, па корисниците дознаваат дека се измамени дури откако од сметката ќе им се одземе значителна сума на пари. Кои се најчестите интернет измами во 2024 година? Анализираме со нашиот експерт за сајбер безбедност Божидар Спировски. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Имаме многу теми на кои што ќе дискутираме, Божидар, ова утро. Најде ќе почнеме со последната, она што е во моментов најактуелно и на што сакаме да им укажеме на нашите граѓани дека треба да бидат внимателни за да не бидат злоупотребени. Станува збор за еден вид на пирамидална шема, мобилна апликација која што нуди лесни задачи за корисниците, со секој клик добиваат нешто, поткако ќе навлезат длабоко во процесот, доаѓа првиот услов. За да може да продолжат, треба нешто да уплатат, а условот е ако уплатиш ќе добиеш 3 пати повеќе. Ти добиеш можност да заработиш 3 пати повеќе. Ето точната формулација. Добра. Значи се работи за една класа на измами, ќе ги наречам, кои се нарекуваат таск измами, односно ви даваат некаква задача да правите. Дали тоа е да гледате видеа, да кликате на реклами, да правите лажни нарачки за некого, што и да е. На секоја од тие акции извршени ви велат во таа мобилна апликација или вебсайт дека сте заработиле 0,9 или нешто центи. Не е тоа вистинска валута, се работи за некоја криптовалута, ама звучи како да е вистинска валута. Идејата е да ве навлечат едноставно да почнете да мислите дека заработувате пари. И за бесплатната програма, ќе наречам, ви дава да кликнете 5 пати или 10 пати во денот. И со тоа ќе заработите некоја маргинална сума, ќе заработите во големи наводници, бидејќи вие немате ништо на сметка се уште. Ви велат, ако сакате повеќе од ова, треба да ни уплатите минимум 50 евра, често или 50 долари, и има некоја програма таму, 50 па 100 и така натака, со секоја нареден слој кој што се дуплира, значи зборуваме за геометриска прогресија на суми на пари што треба да ги уплатите, ќе ви биде дадена можност повеќе пати да кликнете, условно речено повеќе да заработите. И тие бројки одат нагоре до 10-30 евра што можете да ги уплатите. Луѓе ќе се полакомат, ќе тргнат да кликаат. Целата шема е направена на таков начин да еднаш кога ќе почнете да пак во големи наводници заработувате пари, да ве убедат да не ги повлечете тие пари. Едноставно да ги оставите внатре, со тоа што вие никој пат нема да можете да си ги извадите своите оригинално внесени пари, а не по овие виртуелни пари. Идејата е да ви убедуваат уште малку, се поголема ќе биде наградата ако ги оставите парите, се додека не се сруши целата пирамидална шема. Во позадина на овој модел, да го поставиме прашањето за сите гледачи, на кое работно место ви бараат да дадете пари за да почнете да заработувате пари. Тоа се вика лотарија. Тоа или коцкарница. Не се вика работно место. Вие не заработувате, вие се коцкате. И зашто се уште граѓаните веруваат дека толку лесно може да се заработи? Надеж. Наједноставниот збор во целата приказна е има надеж дека нешто ќе се случи. Убаво е обмислена целата апликација. Ви ветуваат, имате задачи, па имате таргети што треба да ги исполните, па имате бројки што ви се појавуваат цело време колку тоа е успешно, но има уште еден момент кој што не смеме да го заборавиме, а тоа е вирален маркетинг. Дел од оваа апликација или ваквите апликации не се задржуваат само на вашата задача и вие мислите дека имате толку пари, туку го воведуваат оној мултилевел маркетинг модел, каде што вие ако ангажирате тројца позади вас со вашиот код да почнат да работат пак во наводници, вие ќе земете дел од нивните заработени пари како некој процент. Па понатака уште едно ниво подолу и уште едно ниво подолу, како Lioness, да речеме, да го споменеме една од таквите мултилевел шеми. Работата е што во таква мултилевел маркетинг шема сите се мотивирани, сите учесници се мотивирани да убедат други луѓе да почнат да кликаат за нив. И наеднаш добиваме една лавина на маркетинг кој што не е организиран од организаторот на измамата, туку сите околу нив само ја промовираат измамата тврдејќи ама јас заработив. Луѓе читаат од многу луѓе ама јас заработив. Дали е тоа вистина или не, апсолутно никој не може да потврди.
најчесто е лага, затоа мотивираат други луѓе да почнат да кликаат. Со толку многу бука од страна која што вели јас заработив, луѓето ќе речат ајде да пробам и влегуваат во шемата. А пирамидалната шема функционира се додека има нови пари да влезат за да се исплати некој друг. Жалната вест е што единствените кои што ќе заработат се оние што почнале на самиот врв на пирамидалната шема, сите други на крај ќе изгубат. Така. Една од измамите за која што зборувавме и во прилогот како најава и најчеста измама е фишингот, за тоа предупреди Народната банка. Луѓето добиваат пораки, навистина изгледаат легитимни, нели ете хакерите и до тој степен всушност веќе ги усовршија работите. Ајде малку тоа да го објасниме и да го прокоментираме и како тука граѓаните може да се заштитат пред се, да ги споменеме и генерациите. Може би помладите се попредпазливи, меѓутоа повозрасните граѓани за жал кога ќе видат некоја таква порака која што изгледа личина веродостојна, најверојатно се полесни за измамување. Значи за сите фишинг измама за гледачите, фишинг измама е имейл или некаква порака која стасува до индивидуата. Може да биде по било кој социјален медиум, може и по телефон да биде, може и во писмо да биде. Беа со брзи пратки наскоро изминатиот период, така што се SMS порака, да. Значи SMS порака, телефонски повик, дури и писмо. Постои модел кој што физички во писмо ви стасува. Секоја од тие пораки имплицира некаква итност на некаков начин, нешто што бара од вас итно да направите, брзо да направите и нормално бара од вас или да внесете податоци или да внесете банкарска картичка некаде. Едноставно или сака да ви ги земе парите, или податоците, или ако може и двете. Ако да се навратам на прашањето кој потпаѓа, сите потпаѓаме. Секој од нас има психолошки профил кој што ќе реагира на некој специфичен тригер. Кај постарите луѓе тоа е можеби малку поинаков тригер, да речам авторитет, закана од авторитет, дали тоа ќе биде писмо од УЈП, вештачко лажно, или ќе биде од Народна банка, или ќе биде, не знам. Кај помладите тоа може да биде тригер социјален медиум, каде што на социјалниот медиум ќе се појави нешто, или ви е украден Инстаграм профилот, или ќе ви биде украден Инстаграм профилот, кој што можеби на генерацијата 50+ нема ич да им значи, апсолутно, на генерацијата 35 минус, апсолутно може да им значи, ама јас ова не смеам да го изгубам, и ќе кликнат. Целиот модел на овие пораки е да не мислите многу, да ве натера панично да реагирате. Се базира на емоција на луѓето. Колку е посилна емоцијата, дали е тоа лутина, паника, гнев, љубомора, не знам, само заинтересирани за нешто, бара брзо да реагирате. За да се избегне ова, застанете. Не брзајте. Ништо нема да се случи во наредните 5 минути. Консултирајте се со уште 20 луѓе, ако и на нив му личи окей, најдобро е со некој што е специјалист во оваа област, тогаш да. Ако не, топло препорачувам, успорете. Уште една измама сакам да ја продискутираме. Најчесто на неа потпаѓаат жените, барем под оно што можам да го видам на социјалните мрежи и реакциите од истите, тоа се лажните онлайн продавници. Оние кои што нудат брендирана роба со многу пониски цени од она што оригинално може се разбира да се купи. Тоа се веб страници кои што нудат се и се што за ефтини пари може да набавите било какво парче, кое што кога ќе пристигне ќе забележите дека апсолутно не е тоа што сте го нарачали. Поплаки има и илјадници на социјалните мрежи. А уште повеќе купување од ден на ден. Да. Тоа е интересен феномен. Да, колку повеќе поплаки, толку повеќе бизнисот цвета. Повторно вирален маркетинг. Да. Сите велат јас го видов и оваа продавница, ама можеби мене нема да ми се случи, или можеби тоа што јас сакам да го купам не подлежи на истото ниво на неквалитет како што можеби тоа претходно што го купил некој. Ова измама е малку поинаква, ќе речам. Да, на крајот на денот се работи за неквалитетен производ, човекот што го купил ќе се почувствува измамен. Но разликата помеѓу она, не сум правник, но ајде накратко да шпекулирам, помеѓу вистинска измама и едноставно неквалитетен продукт е, едното е криминал, а другото е само лоша услуга, па не можете многу да направите по целата приказна. Ако му се испорача производот на клиентот, каков и да е тој производ, сум видел видеа од
облека која што на манекенка изгледа некако и онда ќе дојде вистинското парче облека изгледа страшно во најмала рака, но се додека стаса производот, луѓето можат само да се жалат на квалитетот на производот, а надежта последна умира, ќе речем. Секаде колку повеќе вирален маркетинг, што треба да се провери за да се сигурни дека станува збор за дека не станува збор за измама? Кои се оние неопходни? Ако е премногу добро да биде вистинито, не е вистинито. Е првото правило и можеме да го подведеме на сите овие претходни три примера што ги дадовме. Никој не седи дома, клика на мобилен и заработува 3000 или 5000 евра. Премногу добро да биде вистинито. Ако некој ви се јави или нешто е сега одма мора да се направи, премногу хитно да биде вистинито, луѓе не потпаѓаат под такво нешто, не е толку хитно. А ова со парчињата облека не можеме на никаков начин или било кој производ, не можеме да потврдиме дали е измама или не е измама, бидејќи нудат нешто. Но ако нешто вистинскиот производ кошта 50 евра, а ова кошта 5 евра, апсолутно е премногу добро да биде вистинито. Така. А токму со онлайн купувањето мислам дека и најголем дел од луѓето се измамени, дека тоа има во моментов највирален маркетинг и најдобар маркетинг, барем во моментов. Најдобар досег има, дефинитивно. И сите луѓе сакаат да купат нешто, има да речам и ефект на ендорфин, едноставно постои задоволство во тој момент. Но тука е интересот и за криптовалути. Факт е дека продолжува да расте во Македонија, како што за нешто расте интерес, во случајов криптовалути, така растат и измамите на интернет се повеќе, односно се создава плодна почва за тоа. Што најчесто користат измамниците тука и на што треба тука граѓаните да... Многу јавни личности беа ставени во едни такви шеми периодов. Значи, најпрво да кажам, постои веќе една цела филозофија дека целата индустријата на криптовалутите е самата по себе еден вид на измама. И ако не можем да кажем дали тоа е вистина така или не, но самиот број на тие криптовалути, условно речено, е бескраен. Луѓе со надеж дека одредена криптовалута наеднаш ќе добие огромна вредност инвестираат, тоа е најосновната измама. Уплатете во оваа криптовалута, зашто утре ќе искокне вредноста 1000% и веќе заработите. Премногу добро да биде вистинито. Вториот модел е тргувајте со криптовалути, ова беше тоа со јавните личности што го имавме пред пар месеци. Тргувајте, ние го имаме моделот, ние имаме магијата, вие само дајте ни ги парите, ние ќе тргуваме за вас и ќе ви заработиме едно чудо пари. Повторно, премногу добро да биде вистинито. Нема такво нешто, ниеден на берза толку брзо не заработил, со шпекулација со инсайдерски информации се заработува, ама најчесто заработуваат двајца, а не сите што ги дадат пари. И финално сега се случи, ќе ги спојам двете, има еден голем скандал, фишинг врзан со криптовалути. Постојат неколку десетина криптовалути кои се релативно стабилизирани на пазарот, кои што функционираат скоро еквивалентно на вистинска валута. Биткоин, Етериум, XMR, Monero и така натака. Има такви. И тие постои доволна дистрибуција на таа валута преку доволна популација на луѓе за да не може да биде лесно манипулиран пазар, што е добра вест. Лошата вест е што луѓето се сепак луѓе, имаат одреден финансиски инструмент, криптовалута, во нешто што го викаат електронски паричник, digital wallet, и тие потпаѓаат на фишинг. Пред буквално една недела излезе скандал како тројца момци во Америка, 21 до 23 години, се уапсени и затворени, затоа што успеале со фишинг порака да измамат човек и да му украдат 250 милиони долари во криптовалути. Така да, постојат вистински криптовалути и тогаш сте жртва на фишинг. Ќе ве нападнат. И уште една тема би сакала, толку времето ни дозволува, лажните апликации. Многу често ги имаме на социјалните мрежи, се нудат од неофицијални продавници, меѓутоа тешко да ги препознаеме. За сите наши граѓани кои што ги користат социјалните мрежи, па може би го сретнале во текот на работата. Апликации за мобилен телефон зборуваме. Значи, еве, ќе се навратам на темата со таа мобилна апликација за задачите. Видов неколку такви последнава седмица. И сите се точно го имаат истиот модел кој што ќе го опишам сега. Како ќе препознаете апликација која е вештачки промовирана, ќе наречам. Дали е тоа лажна измама или што и да е, можеме до утре да дебатираме, но е вештачки промовирана, нема природени корисници. Кога ќе видите апликацијата има релативно мал број на даунлоуди, значи зборуваме дока 10.000 даунлоуди, на таквите платформи тоа се милиони и милиони најчесто, но за тој мал број на даунлоуди има
несразмерно добри оцени апликацијата. Значи има таму 5-4, како звездички се, 5-4-3-2-1, од најдобро кон најлошо. Има огромен процент на петки во оценувањето, несразмерно, 90 и кусур процента ќе бидат петки и можеби има нешто единици и ништо во средина. Кај оценување на апликација на секој нешто нема да му се допадне. Никој нема да ги даде сите петки или сите единици. Вештачки генерирана согласност, односно сакање на апликацијата, ќе клика на сите петки намерно, за да ја крене популарност. И тогаш ќе дојде некој што навистина ќе се разочара од апликацијата и ќе отиде и ќе кликне еден, ама несразмерно гледате петки и единици. Тоа е најбрзиот индикатор дека оваа апликација е нешто не е во ред. Нешто не е во ред. Многу петки и само неколку единици и ништо во средина. Сега да го резимираме разговорот, факт е на секаде во светот расте сајбер криминалот, меѓутоа ако можам ајде вака ќе го поставам прашањето дали може во ова да се воведе ред? Каде е крајот? Каде е заштитата на граѓаните? Сте ни гостувале повеќе пати. Добивам впечаток дека од гостување на гостување се пострашно и поголеми се обемите на криминал. Факт е, како што имавме некогаш уличен криминал, имаме се уште сега имаме и сајбер криминал. Каде го гледате крајот? Ајде нема, да кажеме решението, да. Ајде, за жал, решение нема, затоа што се работи за глобализација која што не можеме да ја спречиме нити запреме. Како општество Македонија е искрен да бидам малку назад во однос на остатокот од светот, во смисол на досег до сета популација на сите овие идеи. Овие измами што денеска ги зборуваме не се нови. Овие постојат последните 15 на години. Стануваат се пософистицирани. Апсолутно, затоа што сега има вештачка интелигенција за да им помогне. Се гледало искуство, луѓето што почнале како почетници криминалци, сега се искусни криминалци, си ја знаат работата, да речам. И тие се професионалци на некој начин кажано. Она што е реалноста е дека сите овие измами се навистина толку глобални, нашата юрисдикција формално не може ништо да направи, затоа што тие не постојат во Македонија. Оваа мобилна апликација што ќе ја симнам од сервер некаде, напишана од програмер кој знае каде, и ме носи на сервери кои што не ни можам да откријам точно кај се, ама може би се во Африка, може би во Русија, може би во Кореја, може би во Кина. Тоа значи дека никогаш, например, овие објави ги имавме и за колешката Кристина, беше навистина за попеачката Калиопе пред 2-3 недели, навистина вест која што не заслужува така да биде и да има измама, некако не е човечки да пласираш таква вест во јавноста. Тоа значи дека и тоа што им се случува на овие луѓе не може да побараат правда сега за сега со ова. Немаат како да ја побараат правдата, затоа што колку и да сака, колку и да има волја нашиот правен систем да помогне, нема досег, нема кај кого. И сега ние сме под закана како индивидуалци, сите поединечно, но под закана ние и системот. Државата, институциите, имавме напати на институциите и тука треба и државата пософистицирано да размислува да ги заштити своите системи за ние да бидеме како граѓани и нашите податоци заштитени. Во контекст на нас како граѓани на оваа држава, апсолутно се согласувам дека државата тука има голем терет, како што имаме сите ние индивидуално, да системите на оваа држава бидат соодветно заштитени. Тоа е сосема една друга тема која би била многу долга да дискутираме, но во секој случај ќе ги поздравам сите напори што ги прави било која институција, вклучително и ова што го кажала Народна банка. Внимавајте луѓе. Првото што може да го направиме на сите да им кажеме берете памет, да употребам архаичен израз. И морам овде да се надоврзам, ви благодарам Божидар, секогаш кога има некаква нова сајбер закана, Божидар ми ја праќа на Вибер, веројатно како предупредување, благодарам за тоа, имајќи го предвид искуствата. И велам, Божидар, што току ми текна на вас пред некој ден? И велам, ако ми верувате, ми текна на вас. Вели, платен сум да не верувам. Веројатно тоа треба да биде првата помисла на сите нас при влез на социјалните мрежи и употребата на интернетот. И секогаш, да не веруваме. Да, ќе ве каниме почесто во студиото. Зафатени сте вие, верувам, но ваквите разговори се од корист на граѓаните и верувам дека ова што го кажавте досега, барем дел како совети, доста ќе им бидат од корист. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Точно е 8 часот, колешката Гордана веќе не очекува во соседното студио за првото издание на Утринските вести.